Најпрви голем поздрав до сите луѓе овде, кои што одвоја дел од своето време да бидат со нас и да не слушаат што зборуваме и предпоставувам дека нешто паметно ќе кажеме кое што ним ќе им значи нешто или пак ќе им влее надеж некаква или доверба во на кое што го работиме. Затоа што денеска е многу важно да имате надеж. Луѓето во Македонија некако како да изгубија надежта. Потоа ќе ми дозволите да го поздравам мојот драг пријател, тоа е председателот на Социјалистичката партија на Македонија, господин Љупчо Димовски, подпредседателот на ВМРО-ДПМН, Владан Михајловски, градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар, градоначалниците на Бутел и Газибаба, Даре и Боби, домакинот на овој денешен настан, председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, Бојан Боки, Марија, членот на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и член на Советот на град Скопје, Ленче, председавачот на Советот дека во Ѓорче Петров. Тука е и Љупче Пренџов, пратеник во парламентот, председатели на ветерани, на жени, на млади, на патриоти и на граѓани на Ѓорче Петров. Ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и што сте денеска овде со нас. Имавме тежок период позади нас, но убеден сум дека ќе имаме уште потежок период пред нас. Кога Бојан ми кажа дека денеска е денот кога традиционално се собираме овдека во паркот во Ѓорче и дека јас сум нормално дел од тој настан, некако се реорганизирав и наместо ноќниот лет од Брисел за Виена, од Виена за Скопје го фатив овој утринскиот кој што беше са Бајле во 6 часот и некако стигнавме денеска овдека во Ѓорче, бидејќи за мене представува посебна чест секогаш кога се обраќам овдека пред граѓаните на Ѓорче Петров, затоа што тоа представува предизвик. Јас сум недалеку од овде во мојата семејна куќа и некако граничиме на тоа, би рекол, на таа граница помеѓу Карпуш и Ѓорче. Сакам да зборувам за 3 работи. Првата работа е што се случува денес. Втората работа е каква е моменталната состојба и битката која што ја води ВМРО-ДПМН. И третата работа за која што сакам да зборувам денеска е тоа што ќе се случува во иднина. И ќе почнам од третата кон втората и ќе завршам кон првата. Живееме во општество во кое што системот гледаме како комплетно ни се распаѓа пред нас. Нефункционални институции, немотивирани луѓе кои што се дел од тие институции, многу криминал, многу корупција, декаденција, понижување, предавства, нешто кое што ние како луѓе, како граѓани во овој 21 век не го заслужуваме. И тоа е резултат само поради една работа. А тоа е затоа што денеска имаме политичари кои што не се резултат на изборот на народот. Туку се политичари кои што се таму затоа што некој ги постави. И секогаш кога вие ќе бидете поставени наместо да бидете избрани, вие не чувствувате одговорност. Не чувствувате одговорност кон народот кому треба да му служите. Бидејќи политичарот денеска во Македонија треба да биде модерен патриот и да му служи на народ кој што го бира, а не на тие кои што го поставуваат. И тоа е суштинската разлика помеѓу нас
и помеѓу денешните политичари кои што уште за неколку месеци ќе бидат влада во Македонија. Тоа е многу важно. Тоа е суштински важно затоа што ако не сме подготвени да ја правиме таа разлика, тогаш многу тешко ќе ни биде да ја градиме иднината. Многу тешко ќе ни биде да ја градиме иднината. Кога зборувам за современиот патриотизам, зборувам за политичари кои што кога ќе добијат довербата од народот, од граѓаните, ќе работат напорно, ќе работат посветено, ќе бидат храбри, но на што е најважно, ќе бидат честни и достојни за тоа што ги избрал народ. Бидејќи ние сме малуброен народ, а на ВМРО ДПМН упаднала честа да ги брани заедно со коалицијата која што ја предводи интересот на можеби малубројниот народ на Балкан, а тоа е македонскиот народ. И затоа е многу важно тие луѓе кои што ќе ја добијат честа од народот да бидат честни и достојни на тоа што народот им дал доверба. Затоа што само на тој начин вие можете да покажете дека не се сите исти. Само на тој начин можете да направите разлика од овие во владата и тие кои што денеска се наши поддржувачи, се денеска со нас овде во Ѓорче Петров и не слушаат што зборуваме и какви пораки испраќаме. Не смееме таа доверба на народот да ја изневериме. И јас сум посебно горд што речиси измина 2 години без малку, уште 4 месеци ќе бидат тие 2 години, што цела една генерација која што ја доби довербата да бидат градоначалници, председавачи, директори на локално ниво, не ја изневерија досега таа доверба. Работат посветено, честно, храбро, се борат овде во Македонија, испорачуваат проекти и покрај тоа што се под катадневен притисок од страна на оваа ненародна влада која што не е избрана народот, туку поставена. Се кратат дотации, нема систематизации, не се дозволува да се екипираат тимовите, нема проекти во тие општини во кои што ВМРО ДПМН и коалицијата имаат своји градоначалници, своји председавачи на совети, директори на јавни предпријатија. Но тоа што го прават е огромна разлика во споредба со тоа што се случува на дневна основа со владата. И јас сум навистина среќен што можам да кажам дека тоа ќе представува пример и во иднина. Како ВМРО ДПМН, оваа генерација во ВМРО ДПМН планира да ја крене повторно Македонија на нозе и да ја постави онаму каде што е местото, а тоа се победничките патеки. И да врати надежта. И да врати надежта кај луѓето. Тоа е многу важно, затоа што мојот говор денеска го започнав со тоа дека надежта е изгубена. Надежта е изгубена, луѓето се селат, затоа што гледаат дека нема перспектива, нема стратегија, нема визија за развој на сопствената татковина. Оваа генерација на луѓе денеска овде во Македонија покажува дека има надеж. И дека и покрај тоа што имаат ограничени ресурси, тие се подготвени да се борат, храбро да работат, честно да работат, посветено да работат, само во интересот на граѓаните и за интересот на нивната татковина Македонија. Затоа ве молам еден громогласен аплауз и за Александар, и за Дарко, и за Боби како градоначалници, но и за сите советници, председавачи на совети и директори на јавни предпријатија. Сега малку и за
луѓето кои што се дел од парламентот, пратениците. Нивната битка е многу силна. И може би тоа што вие не го гледате, и може би тоа што не го слушате, не значи дека таа битка не постои. Минатата недела, јас ќе кажам, Владо тоа може би нема да го каже, бидејќи е скромен, Македонија достоинствено пратениците од коалицијата предводена на ВМРО-ДПМН ја бранеа во Берлин, во Бундестагот. И ги покажаа таму своите аргументи. Бојан тоа го правеше во Брисел, исто така пред една недела. Љупчо и сите останати 44 мина се сложни како едно, затоа што ланецот е силен онолку колку што и најслабата алка во него е силна. Се сложни како едно, дека нема да прифатиме промена на устав од бугарски диктат и под овие околности. И тоа не треба да има никој дилема. Но исто така е важна поддршката која што овие луѓе ја добиваат од народот, од вас. Затоа што без вас и без поддршката која што вие ја давате, тогаш сето она што тие го работат, нема да има признание. А признанието е многу важно. Зошто е признанието важно? Не за да тоа признание биде материализирано, туку за да биде мотив за уште поголеми достигнувања. Затоа што откако ќе формираме новата влада, после следните парламентарни избори и после огромната победа на ВМРО-ДПМН и коалицијата на следните парламентарни избори, таа поддршка ќе ни биде многу важна за да ја извадиме Македонија од оваа кал во која што оваа влада на ДУИ, поддржана од помалиот партнер СДСМ, ја внетна Македонија. Кога зборуваме за тоа каде треба да одиме и каде сме денес, сакам да ви кажам и да споделам со вас една работа која што во текот на дводневните разговори во Брисел ми остана во глава. Еден од соговорниците ми рече: ова е како бојно поле. А на бојното поле има и жртви, има и ранети. Му одговорив: ако треба, јас сум подготвен да одам до крај. Дали си ти подготвен? Не дека сум јас најхрабриот човек на светот. Не дека сум јас, не знам, најпаметниот човек на светот. Туку едноставно, лесно е кога позади тастатурата и мониторот ќе напишете убав статус, кој што ќе биде допадлив, да кажете колку вие сте борец за Македонија, за народот и за граѓаните на Македонија. Суштината е кога на бојното поле ќе излезете и ќе се борите за Македонија. А Македонија денеска се брани во Брисел, во Берлин, во Париз, во Лондон. Таму се брани Македонија. Што беше претходно? Беше на многу тешка ситуација. Кога зборуваше Бојан за Светиот Грал, тука морам едно од моје име извинување и до Љупчо. Дел од тој Свети Грал е и Социјалистичката партија на Македонија. Не сакам да бидам погрешно разбран. Нашата коалиција, затоа што тој е столбот околу кој треба народот во Македонија да се обедини.
Јас имам навистина дилема. Дали после следните парламентарни избори, кои што ќе се случат за месеци од денес, дали за неколку или за малку повеќе од неколку месеци се во прашање. И после историската победа на коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН, Македонија навистина има потреба за две големи коалиции или една околу која што ќе има национално обединување, а која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН. Тоа е проектот на кој што треба во иднина да работи ВМРО-ДПМН, да биде обединувач на националните интереси во Македонија. Тоа е суштината. Зошто ова го зборувам? Затоа што оваа коалиција која што денеска ја владае Македонија, веќе 6 години, имаше шанса да биде достојна. Таа покажа дека не е достојна да го работи тоа кое што го работи. Таа покажа дека за да останат ден повеќе таму каде што се подготвени да прифатат се, па макар и на штета на своите деца, на своите потомци, на родот свој, на својата држава. Само за да останат ден повеќе. Ми кажува еден пријател, вели, ги советувам овие од раководството на СДСМ, луѓе, зошто не прифатите избори час поскоро, ќе имате многу подобар резултат отколку да бидат изборите напролет. Вели, знаеш ли што ми одговори соговорникот, кој што е дел од највисокото раководство на СДСМ? Велам, не знам, кажи ми. Вели, во ред, така е, секако ќе изгубиме, ама јас што ќе правам по тоа? На тоа се сведува денеска владата на ДУИ, поддржана од овие полтрони наречени СДСМ. А што ќе правам јас по тоа? Се додека јас е пред нас, ќе нижеме порази. Затоа ние велиме нас, а тоа е Македонија. И затоа ни требате вие за да победи Македонија. И сосема на крај, сакам да споменам нешто што дел од соговорниците претходно го спомена, а го зборував насекаде низ цела Македонија за време на кампањата "Ова е Македонија за сите". Драги пријатели, браќа и сестри, почитувани жители на општина Ѓорче Петров, но и оние кои што не сте од општина Ѓорче Петров, кои што сте дојдени овдека денеска да не слушате, кои што сте членови на ВМРО-ДПМН, но и оние кои што не сте членови на ВМРО-ДПМН, оние кои што не сте членови на никого, кои што сте слободни граѓани, дојдени овдека да слушнете што имаме ние денеска да кажем. Следните избори се, верували или не, суштински за иднината на Македонија. И знам дека можеби оваа флоскула сте ја слушнале многу пати во минатото и некако излегува дека секој следни избори се суштински за Македонија, но верувајте ми, дека овие се навистина суштински избори за Македонија. И на следните избори пред вас ќе има 3 опции. Првата опција ќе биде оваа опција. ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН. Втората опција ќе биде коалицијата која што ќе ја предводи Али Ахмети, ДУИ, а која што ќе ја поддржува СДСМ. И третата опција се оние кои што ќе ви зборуваат тоа што сакате да слушнете. Кои што ќе ви кажуваат она кое што вие мислите дека е исправно што го зборуваат, а тие ни оддалеку не може да го испорачат. Тоа се платени патриоти и лажни популисти, кои што откако ќе ве излажат, гледајќи ве во очи, ќе ги бројат жолтиците кои што Али Ахмети и ДУИ им ги имаат избројани. Се со една цел.
да ги разделат антивладините гласови, да ги разделат гласачите кои што не се сложуваат со политиките на оваа влада, за да може победата на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН да биде помала и да може утре да бидеме тие кои што ќе прават компромиси при формирањето на идната влада, која што не сакаме да ги правиме како компромиси. Затоа, одговорноста е на сите нас. Верувале или не, секој еден од нас е важен. Не се сите исти и ве молам, немојте да подлегнете на кампањата ајде сега зарем до мојот глас дојде секако ВМРО ДПМН и коалицијата ќе победат. Не. Потребна ни е масовност. Секој еден човек да излезе. Затоа што следните избори ќе заокружувате за Македонија или ако останете дома и заокружите за коалицијата на ДУИ поддржана од СДСМ, не за Македонија. Просто е. Многу едноставно. Или за Македонија, или не за Македонија. Нема друга, трета опција. Или ВМРО ДПМН и коалицијата, или оваа трета опција, или ДУИ, Али Ахмети, поддржан од Димитар Ковачевски и тоа што ќе остане од СДСМ. Затоа ја користам оваа прилика од овде, од Ѓорче Петров, да упатам порака и до сите оние членови и симпатизери на СДСМ. Јас верувам дека вие не се согласувате со политиките на малкумината кои што се дел од раководството на СДСМ во овој момент, кои што свесно ја уништуваат Македонија и свесно ја плячкаат Македонија. Ви даваме рака, придружете се, застанете на следните парламентарни избори со вистинската опција, а тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Повелете, придружете се. Секој граѓанин во Македонија го повикуваме да застане околу македонското национално единство. Нашата партија е Демократска партија за македонско национално единство. Само така ќе дојдеме до мнозинство во парламентот, до реформски политики за подобро здравство, за образование, какви што нашите најмили кои што ги гледав денеска го заслужуваат, за пензионерите кои што ќе имаат достоинствен пензионерски живот, за младите не да ни се селат, туку да ни останат овдека, за невработените да најдат достоинствена работа, за вработените да имаат подобри примања, за Македонија да има повеќе. Ви благодарам, да сте ми здрави и живи и се гледаме следната година повторно овдека во Ѓорче. Ви благодарам.